Илинден, еден од најзначајните денови во земјава, беше одбележан и во срцето на живописната Сувагора, во селото Луковица. Манастирот Свети Илија беше местото кое собра многу верници, лукојчани и селеници, но и посетители од други градови. Па се одржува традиција до сега добро, има народ доаѓа од сите страни. За убав народ, што да кажам повеќе. Затоа и сме дојдени за убави работа. Супер. Од каде сте дојдени? Од Скопје. Убаво е. Имате некои роднини овде или вие потекнувате? Пријатели. Пријатели. Јас сум тука роден и остарен. Тука живеете? Тука. Кажете ни какво е секоја година за Илинден во Луковица, опишете. Секоја година е од убаво по убаво. Све е по убаво. Доаѓаат ли луѓе? Доаѓаат, имаме пријатели, доаѓаат, ги дочекуваме, се колку се задоволни, не знаеме. Тоа е нивна работа, ние сме должни да ги дочекаме. Али секоја година доаѓаме на денот на националноста на Македонија. А какво е за Илинден овде во Луковица? За Илинден последните години е многу живо. Во манастирот беше одслужена литургија и беа прережани славските колачи, со кои се одредија 9 нови кумови. Свети Илија е истакната старозаветна личност со начинот на кој живел и заминал од овој живот, се покажал како боголюбец, а бил удостоен и со присуство при Христовото преображение на гората Тавор. Бил праведник со непоколеблива вера и надеж во Бога, посветен на молитвата, за кого свети апостол Јаков говори: Илија беше човек смртен како и ние, и со молитвата му се умоли на Бога да нема дожд и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли и од небото даде Бог дожд и земјата даде свој плод. Поради верата и чистотата на срцето бил повикан на пророчка служба, која што ревносно извршила 25 години. Славиме 2 август Илинден, еден од големите празници на Република Македонија. Од новиот празник доаѓа многу народ од Тетово, Тетовско, Скопје и пошироко. Значи и од Гостивар. Секаде каде што има лукојчани. Да, него имаме и пријатели како што сме по братимени со селото Драчево Скопско. Значи не само лукојчани што се селени и овде што жива, имамо гости од цела Република Македонија. Какво е овде во Луковица за празник? Многу весело, многу убаво, се празнуеше и синојка до 2 сатот или полноќ, сабале од 7 часот па до негде 17-18 часот се празнуе 2 август во Луковица. Прославата на Илинден во Луковица станува традиција од 1995 година, кога бил изграден манастирот. Тука има нешто повеќе од 40 на постојани жители, кои особено на овој ден знаат топло да ве пречекаат со песна, веселба и гозба. На први, нашите обичаи се тапаните. Значи, први инструмент што е ке нас тапаните, тоа е, значи, на први ида тамо кумовите, има 9 кума. Прво тие ида горе спрема храна, што треба. На втори сабалината се доаѓа, литургија има негде од 8:30 или 9, не сум сигурен док е 10 часот. После тоа има општа веселба, значи културно уметничко друштво има од Брвеница, има пејачи и така. Секој после тоа има за сите што се дојдени има храна обезбедено. Во атарот на Луковица има 3 цркви. Малку погоре од црквата Свети Илија е ова светилиште посветено на Свети Ѓорѓија, а на влезот во селото се уште во изградба е црквата Света Петка. 6 километри неасфалтиран пат е она што најмногу ги мачи лукојчани. Велат дека не само за Илинден, тука многумина сакаат да дојдат поради местоположбата и природните убавини, но патот ги одвраќа. Оние кои се раселени во Скопје, Тетово, Гостивар, најчесто тука се навраќаат за викендите, а Илинден, речиси 2 децении е најубавата причина за посета на родното место.